правихме живот од тоа, имавме едно шаторче, спиевме по кампови. Имаше марионета виолиниста и не можеше место да земеш да го гледаш. И дојде идеја, викам, гледај ова, можеме ние музички марионети да пеат некоја забавна музика што ни се свиѓа нас. Првата представа што ја направив, мене ми се тресеа ноги од трема. Ама се собра едно 30-40 луѓе, сум имал такво нешто и почна да аплаудираат, она и тоа ни даде надеж дека ова ќе работи. Такво место нема на планетава, таму животот се слави, музика насекаде, има 8-9 милиона туристи годишно, има едно чудо улични настапувачи и јас не ќе никад да искочам од таму више, пошто сум бил по многу места, само таму се осетивме дома. Ја викам, една мајка имам, она беше 72 години, 3. И дојдов ради неа, се вратив ради мајка ми. Најтешко е овде што... А секогаш било така, овде кој ќе влезеш тешко се искача. Знаеш, кој ќе се вратев овде и у посета, едва и се искачаш. Знаеш, некако е удупка све, тука на Балканот измеѓу планини. Мене ми е тоа терапија. Плюс децава многу се радуват овде, поготово. Децава кои ги видиш онака срекни, ти го прават и тебе денот. Тоа нема вредност. Например, во Италија сум работел Комо, Милано, кај што се побогатите. Нити ја добијаш таа љубов, а идеш доле у Наполи, ти дава 3 пати повеќе пари и 3 пати све поевтино. Веќином се луѓе што немаат едва и крпат. Ама 10 денари, 20 денари, знаеш, ретко кој што ќе гледа малци и му се допаѓа да не се фати за џеб, знаеш. Луѓето се тука доста да режују. Не ни до парите, за мене ја гледам све повеќе што стареам дека не било ова што го работам ради парите. Да преживеам некако, ама до слободата е, да не ме строи некој шеф некаде за толку пари колку да преживеам, пак, а него да го богатам. Знаеш, така ми доаѓа. Него да си имам слободата, ја да одлучувам што ќе правам, кој ќе станам.